Поздрав до гледачите на телевизија Ирис. Отворено на тема во овие неколку дена што остана до локалните избори 2017 до 15 октомври, се обидуваме, ги повикуваме сите од регионот кои имаат што да ви кажат, а се на листите или се кандидати за градоначалници. Се разбира, ние сме отворена телевизија и работиме за вас, за да вие видите која е разликата или кои се понудите кон вас за да донесете одлука зад која ќе стоите. Многу пати повторувам овде, граѓанското општество е составено од одговорни граѓани, активни одговорни граѓани кои нема да бидат само гласачи, туку и граѓани ќе барат одговорност од оние кои ги избираат. И таква можност им пружаме на сите од регионот, а се разбира, некако патриотски сме расположени кон кандидатите во што бидејќи и по самат бројот на гласачи и наши гледачи се разбира, тоа е регионалниот центар. До сега кампањата се одвива во еден дух на без поголеми проблеми, се уште она што сме навикнати до сега да го гледаме како навреда кон едните и кон другите, некако помина кон социјалните мрежи и ние во овие легални медиуми сме надворото. Затоа ние ќе си завршиме работата, поставувајќи им прашања со ставови за оние кои, како што реков, претендираат да бидат ваши представници. Представник на листата на коалицијата на ВМРО-ДПМН со коалиционите партнери, денес мој и ваш гостин е Љубе Здравков, кандидат за советник. За останатото ќе слушате во разговор. Господине Здравков, добро дојдете во Отворено на тема. Добро ве најдов и ја користам оваа приликата денес го честитам националниот празник 11 октомври на граѓаните на Република Македонија, денот на востание, и да им пожелам убав и среќен ден. Кога веќе започнате со тоа, нешто на што сме сведоци до сега е партиска или политичка припадност кон овие знаменити датуми од историјата на Република Македонија. Што е вашето мислење? Како треба да се чествуваат и 23-ти, бидејќи имаме најава дека нема да биде празник, и 11 октомври и некои други значени датуми од историјата? Моje лично мислење е дека сите оние датуми кои што значат историја на македонскиот народ, кои значат историја на оваа наша мала држава, треба да се чествуваат. Значи и 23 октомври, 11 октомври, и 8 септември, и 2 август, значи тоа се денови кои одбележуваат нашата историја, денови кои што значат нешто за Македонија, за нас и за нашите поколенија. Господине Здравков, ви имате искуство од 4 години во Советот на општина Штип, а некои прашања ќе се обидам да ги повториме. Зошто Љубе Здравков, човек кој долги години на политичка сцена, 20 на години и нешто можеби повеќе, долги години одговорен магистрат во институциите, смета дека треба да биде советник? Ово прашање го поставам на секој, бидејќи личниот идентитет и сигурност е многу важен за граѓаните. Значи, чувствувам дека на овие мои години имам зрелост, имам искуство, имам знаење да го ставам во служба на граѓаните на општина Штип. Имам и работно искуство, имам и животно искуство и политичко искуство. Сето ова ми дава за право да бидам еден од кандидатите за советници, да го повикам гласачкото тело да го даде својот глас за луѓето за кои мислат дека можат да допринесат за нивно добро утре, а ја мислам дека сум еден од тие. Значи, го ставам целиот свој капацитет во служба на граѓаните. Господине Здравков, да се биде советник на граѓаните, тоа значи да се биде во постојан контакт. Замерките за претходните мандати, посебно за последниот мандат на Советот на општина Штип, дека помалку граѓаните се чувствуваат, барем она што имаме ние од анкетите, дека имат недоволност контакт со собствените представници. Како вие тоа мислите да го направите? Во секој случај впечатокот е таков. И при моите контакти со населението, контакти со комшиите, контакти на моето работно место, се такви да малку од граѓаните ги распознаваат нашите советници, ги распознаваат луѓето кои што одлучуваат за оние прашања кои се битни за овој град. Тоа мислам дека се должи на во овој момент недостапноста на овие луѓе, дали преку медиуми или личен контакт со самите граѓани. Јас лично секојдневно сум во контакт со луѓето по природата на мојата професија, по она што го работам, и луѓето веќе на улица ме разпознаваат.
Значи сега кога водиме оваа политичка кампања, јас се представувам меѓутоа да знаеме. Значи непосреден контакт со луѓето, со гласачите. Ние не сме огромен град да не се познаваме. Меѓутоа доаѓа до тоа да денес во последно време заради нетранспарентноста, би го рекол, дали е тоа волја или желба или начин да медиумите не ги покриваат доволно настаните во општината, односно соседниците на општина Штип, и народот нити го ги познава советниците кои се влегле во Совет на општина Штип, а нити ја знае нивната работа. Зато моја заложба ќе биде во еднина да транспарентноста, отвореноста према медиумите, према луѓето биде на повисоко ниво, да седниците бидат пренесувани на локалните телевизии, да имаме еден начин, да најдеме начин за поблисок контакт со гласачите. Дали тоа ќе биде трибини, дали тоа ќе биде со посета на местните заедници, на урбаните заедници, на советниците и на одговорните лица, тоа ќе го разгледаме во текот на мандатот. Еве еден предлог овде како уредник во Ирис телевизија. Зошто советниците да немат брифинг на кој што ќе одговарат на прашањата на новинарите барем еднаш месечно? Како отворена сцена? Јас се сеќавам минатиот, значи мандат, не овој последниот, претходот кога бев советник во општина Штип, дека имавме како советници и како членови на разни комисии брифинг пред новинарите за она што го работиме во комисиите. Седница се одржуваше минимум еднаш во месецот, се одржуваше и сето она што го работевме беше брифирано од страна на новинарите. Во последно време гледам дека тоа нешто не се случува, дека се помалку и помалку, лично барем тој е мој впечаток, дека на јавните медиуми не гледам транспарентно како се одвива работа во Советот. Ќе повторам, ќе бидам заложник, ќе бидам човек кој што ќе лобира за поголема присутност на медиумите во работата на Советот на општина Штип, во донесувањето на одлуките и во сето оно што значи отворена работа на Советот на општина Штип. Господин Здравко, бидејќи имате искуство од 4 години како советник, знаете како функционира Советот по Законот за локална самоуправа, по статутот на Советот, кај себе се гледате, бидејќи има 5 комисии, има начин на работење во Советот, каде се сметате себе си, каде што најмногу ќе придонесе, иако тоа ќе биде договор за распределба на местата во комисиите, партиски се разбира? Во секој случај, моето досегашно искуство и во Советот на општина Штип и работно и професионално искуство ми говори дека би требало, значи да го дадам својот најголем допринос во нешто сум најстручен, во нешто го познам. Тоа ми е по вокација економијата, ми сум дипломиран економист, и втора работа, професијата која долго време ја работам во делот на социјалната грижа, значи во делот на социјалната политика. Мислам дека тука можам највеќе да допринесам за успешна работа на Советот, за донесување на одлуки кои ќе значат подобар живот на граѓаните. Гледам се се гледам во овие комисии, во овие тела и мислам дека тука ќе го дадам својот максимум. Оно што е најважно за секоја локална самоуправа и за граѓаните е тоа како се прибираат и како се трошат заедничките пари. Нивото на одговорност кон заедничките пари е ниво на одговорност кон граѓаните. Можеме да имаме 100 брифинга, меѓутоа на крајот прашањето е каде отидоа и зошто отидоа нашите пари. Како мислите доколку секако ќе бидете во позиција да донесувате буџет, кои се вашите предлози за транспарентноста на буџетот? Во секој случај, буџетот треба да биде достапен на увид на јавноста. Трошењето на буџетот, донесувањето на буџетот, трошењето на буџетот, проектите, какви се направени, што е поминало из буџетот, кои средства се потрошени, како се потрошени. Меѓутоа сегашната форма на буџетот, значи она форма на која се донесува, она номенклатура која има е многу така нејасна за поголемиот број на граѓаните. Ќе се трудам и ќе барам да тоа биде малку упростено, барем верзија за народот. Значи она што значи шифри, да нема него што е тоа капитален проект, кој е тај капитален проект. Ставки на пренос. Така, сето тоа што значи и така да биде и во извештаите, во кварталните и полугодишните и годишните извештаи од трошењето. Само еден момент. Многу интересна ви е темата. За да пренесат моите колеги новинари ставките на извештаите на јавните предпријатија каде што се троши неголемиот дел од буџетот, често пати имаме трансфери, вакви трансфери, онакви трансфери, граѓаните тешко го разбираат тоа. Како мислите да го направите тоа? Бидејќи најважна работа е да имаат влијание граѓаните. Секоја стручна ставка има и свој народен одговор.
секоја ставка има и објаснување. Така да ќе барам да стручните служби за увид на јавноста, за увид на во граѓанството, од трошењето на буџетот, од работата на буџетот, од донесувањето на буџетот, бидат со ставки кои што ќе бидат народно, така да кажам, препознатливи. Да знаат што е тоа. Значи, не можеме да кажеме ние само капитални инвестиции. Капитално влагање. Каде? Каде? Што? Од каде? Значи, капитал, изградено е тоа, направено е тоа, улиците и тие средства толку потрошени. Извори се, тие извори. Значи, кај што може едноставно секој граѓанин кој ќе погледне да види од каде нешто дошло и што е направено со тоа. Сметате ли дека на брифинзите е нужно да се јават, кажат на штипската, на македонската јавност и извештаите на инспекцијските служби и на надзорните органи? Вие знаете дека по една ставка на јавно предпријатие дека реализира еден проект или една работа, мора да помине и надзорниот одбор од инспекторатот од општината. Сметате ли дека и тие работи треба да бидат до јавност? Во секој случај, кога зборуваме за транспарентност, кога зборуваме за јавност на работата, сите јавни институции се должни да дадат отчет пред јавноста, да дадат оно што го сработиле, да дадат оно што сработиле. Кој закон што ги донели, кои решение ги донели. Јавноста тоа го бара. И јас, и моите колеги ќе се трудиме да таквите информации бидат достапни во секое време на јавноста. И на новинарите, но и на граѓаните. Пред се на граѓаните, ние сме само сервис на граѓаните. Информациите не ни требаат нам, него да ги Па и функцијата е ваша да ги пренесе сите овие работи, за да може да биде појасно на граѓаните кои го даваат својот глас за одредена политичка опција. Сега, кога сме овде, работата на Советот е како основач на јавните предпријатија, во Штип има 2 јавни предпријатија, и контрола над нивната работа. Како што сами рековте, извештаите за работата и финансискиот и другиот оперативни оддел стасуваат пред советниците на усвојување. Вашето мислење, и како искуство, но и како предлог до граѓаните. Доволна ли е контролата на јавните предпријатија, бидејќи она што ние како новинari можеме да го слушнеме, често пати граѓаните велат, па тоа го прави јавното предпријатие, има кој да контролира. Значи вака, механизмот за контрола на јавните предпријатија е преку Советот на општина Штип. Значи Советот на општина Штип поставува луѓе во управниот одбор на јавните предпријатија. Директорот на јавното предпријатие го именува градоначалникот, нормално со соработка со советничката група, односно Советот на општина Штип, одлуката е на градоначалникот. Надзорниот одбор исто го бира Советот на општина Штип, а јавните предпријатија се должни да доставуваат извештај за своето работење, да доставува програма на усвојување. Совеста на секој советник треба да биде на високо ниво, да се надбине над партијата, да се надбине над тесно партиските интереси и да извештаите и програмите ги гледа како еден обичен граѓанин. И на тој начин ќе врши и најголема контрола. Ако се однесуваме строго партиски, ако се однесуваме тесно партиски, тогаш многу лесно, која да е опција политичка биде на власт, да минуваат извештаи многу лесно. Само за да поминат? Само за да поминат и да јавното предпријатие работи на начин како што сака да работи. Јавните предпријатија ги трошат средствата на граѓаните на оваа општина. Јавното предпријатие е должно да ги врати тие пари кај народот со неговите услуги. Сето оно што значи нетранспарентно трошење на средствата, сето оно што значи неколектно трошење на средствата треба да биде санкционирано од страна на Советот. Дали тоа ќе биде преку промена на раководната структура, дали ќе биде преку интервенција во програмата, дали ќе биде било која друга интервенција што ќе значи поколектно работење, ќе го видиме во текот на работењето. Меѓутоа, очигледно е дека е потребно поголема контрола од страна на самите советници како луѓе да се стават во опозиција на граѓанин, а не на функционер. И тогаш мислам дека контролата ќе биде поголема. Овде имаме 2 теми во кои што вообичаено ги поставам, сметам дека ми е задача. А тоа е несносливата, неподносливата поделеност по партиска, по друга основа, пред се овде политичка поделеност во работата на Советот. Вашето мислење околу предлозите за проектите, може ли Советот да функционира како тело кое работи во интерес на граѓаните во прв ред, а подосна и во политичката групација која го номинирала? Ако почнеме да размислуваме на овој начин кој што презентирав пред малку, значи секој да ни е граѓанинот прв, а потоа партиската припатност, ќе имаме
начин како да соработуваме со партнерот, односно со политичкиот противник кој ќе биде во Совет на општина Штип и да донесуваме квалитетни одлуки. Значи, ако само се поставиме во позиција да ги решаваме работите во интерес на граѓаните, нормално тоа се и наши интереси, бидејќи сме ние граѓани на овој град и во наши интереси да донесуваме квалитетни одлуки. Меѓутоа, секогаш постои едно но. Тоа значи тие теснопартиски интереси, тоа значи оно, иако не се слагам, некоја мора некоја работа да ја пренесам така, да ја кажам така. Мораме да ги надминеме тие работи. Мислам дека и во кај кадрите, кај нашиот политички опонент постојат луѓе кои што размислуваат на сличен начин и мислам дека ќе најдеме заеднички јазик. Јас знам и кога бев советник, ние во холот на самата општина, односно на собрание на општина Штип, разговаравме и имаме слични мислења за одредени работи. Меѓутоа, сепак кога се вративме и седнеме на советничкото столче, ние реагираме обратно. Значи, реагираме онака како што во тој момент мислиме дека политички ќе поентираме. Не сум на години кај што треба да политички поентирам, не сум години што ќе барам некоја кариера, туку повторно целиот својот капацитет велам дека го ставам во интерес на граѓаните, тоа од мене бараат и мојата фамилија, и моите комшии, и моите роднини. Пауза за реклами, господине Здравко, па ќе продолжиме со три теми. Еден вашата професионална и две теми за кои што јас сметам дека се многу интересни за граѓаните. Поштовани гледачи, таква е правилата во ваквите емисии. Мала пауза за економска програма, па се враќаме веднаш. Продолжуваме со вториот дел од разговорот со кандидатот за советник во Советот на општина Штип, Љубе Здравков. Јас поставив 5 теми, ми остануваат уште 4 или 5. Проследете ли до крајот. Господине Здравков, она што е нужно за функционирање на локалната самоуправа, тоа е партнерскиот однос или односот помеѓу Советот како избран на граѓаните и градоначалникот кој е поединец избран исто од граѓаните. Заклучувањето на овој однос значи нереализирање и на програмата, но и суштинската функција и на едниот и на другиот. Вашето мислење како сметате дека треба да функционира тој однос? Значи, односот на силите во Совет на општина Штип може да биде различен. Значи, може да биде градоначалникот од една политичка опција, мнозинството во Советот од друга политичка опција и обратна ситуација. И да доаѓа до некои ситуации каде што, иако одредени проекти се добри, да не дојде до нивно изгласување, се одна, како што реков, од тие технопартијски интереси. Ако градоначалникот биде од мојата политичка опција, во што верувам дека така ќе биде, јас ќе настапувам оно како што кажав. Значи, партнерски однос со градоначалникот, ги поддржувам неговите проекти, имаме ние заедничка програма, значи тоа е програма на ВМРО-ДПМН, не е само програма на градоначалникот, него наша цела програма која ние ќе имаме за задача да ја реализираме. Начинот на реализација, роковите за реализација се во функција и задача на Совет на општина Штип. Значи, ќе бидеме партнери со градоначалникот, ќе му укажуваме на неговите недостатоци, ќе бараме побрзо извршување на одредени проекти кои што се приоритет за овие граѓани и се надевам дека има разбирање. Сето она што ќе значи деспотизам, се едно што ќе значи ставање на прво место на одредени луѓе, мислам дека ќе го надминеме. Смете дека личните квалитети на трпеливоста, подносливоста едни на други, толеранцијата и она што пред сега како светоназор треба да биде, ние сме пред сега граѓани на овој град, ќе преовлада или личните квалитети на нетрпеливост и на она што секој од нас си го носи како позитивно или како негативно ќе го заклучи. Она првото. Значи, она првото. Мораме да бидеме луѓе, да бидеме совесни граѓани, и ако сме како такви, ние ќе имаме разбирање меѓу себе и без проблем ќе реализираме предвидените проекти. Ова прашање што сега мислам да го поставам, ќе ви го поставам на крајот, бидејќи носи една сензибилна порака, а тоа е личен однос према вредностите на градот во кој човек е роден и го поминал до сегашниот живот. Ќе го ставиме за крајот. Сега морам да ве прашам сакам да ве прашам за нешто што секој од нас си го носи со себе, а тоа е професионалната ориентација или таму каде што сте ги докажале своите знаења, карактер, работливост и останати својства. Работите во фондот
раководите сте на фондот веќе подолги години за фондот за пензиско осигурување. Вашите контакти со пензионерите, на што најмногу тие се жалат? Кој е вашиот отпечаток? Освен на висината на пензијата, се разбира. Значи, пензионерите се една посебна група на граѓани кои што се во една, така да кажем, ситуација со постари годишта, имаат посебни потреби. Тие луѓе се стално мои гости, мои посетители и разговараме на различни теми и навика оно што ни ги интересира. Јас лично се трудам да им помогнам колку што е во моја можност, во мои ингеренции, да предметите кои се решаваат бидат што побрзо решени, значи да нивната заслужена пензија на први стигне побрзо, односно да го добијат решението побрзо, а на оние кои што веќе имаат решение за пензија, да ги решиме проблемите кои се однесуваат за од нивен лични карти. Значи, они треба да идат на бања, треба да идат на рекреација во овие објекти на кои што државата ги плаќа распоред нивен. И имаме еден пријатен разговор. До сега, мислам дека со мојот менталитет и стручноста на работното место, имам создадени многу пријатели кај пензионерите на оваа група на граѓани, кои што на улица ме сретнуваат и ме препознаваат по нивните домови. Еве сега во оваа кампања кај што сите сме, така да кажем, одиме од врата на врата, да ја побараме довербата на граѓаните, луѓето ме препознаваат, се насмеат кога ќе ме видат, бидејќи мојата позиција не бара расправија со луѓето, тука прием, нежност и убави зборови. До сега барем мислам дека тоа успеа да го направам. Сега две теми околу ова. Првата тема е да им кажете, бидејќи вие овластен сте за тоа, на идните пензионери. Како еден човек кој ќе дојде кај вас идната недела, како им израчунувате пензијата? Тоа што пензионерите и мене како новинар честопати знаат да ме прашат, абе повика го Љубе Здравко да ми објасни колку мене пензија ми следува. Значи веќе преминуваме на стручната тема, оно што значи моја професионална ориентација во овој момент. Значи пензијата на сите пензионери зависи најповеќе од две ставки. Од должината на работниот век, односно на платените признаници за пензијско осигурување, или популарно кажано пензијскиот стаж, и висината на платата на која се платени придонесите по целиот работен век. Просто кажано, поголем стаж, поголем процент, поголема плата, поголема основица. Сите плати се валоризираат на последната година пред заминувањето пензија, значи оно што го викаме ние популарно М4, тоа е она стажот за годината и вкупната годишна плата за дотична година. Велам, тоа се валоризира на денешна основица и се доаѓа до една основица, еден просек на сите плати за целиот работен век. На тоа се прима процентот на стажот. За 40 години работен стаж маж 80% од таа основица, за жена со 35 години работен стаж е 80% од таа основица. Но условот за одење во пензија е сепак годините, не? Тоа ќе го кажеме. Значи, од овие два фактора зависи и висината на пензијата. Поголем стаж, поголеми години на пензијски стаж, значи поголем процент, поголема плата на која се платени придонеси, поголема основица. Инаку, условите за одење во пензија се познати на сите, ќе ги повториме, значи кумулативно мора да бидат исполнети два услова, а тоа е да маж има наполнето 64 години старост и минимум 15 години работен стаж, односно пензијски стаж. Значи кумулативно мора да исполнети услови. Ако има помалку години, поголем стаж, исто така нема услов за пензија, или ако има помалку од 15 години стаж, а над 64 години, исто не ги исполнува условите. Тука имаме и специфичности во делот на кои имаат бенефициран стаж, се намалува старосна граница, ако е за инвалидска пензија, веќе е друг малку начинот на надолу на пензијата, значи има минимален стаж и за нив, така да тоа се веќе едни поединости други. А мито главно е дека жена треба да има 62 години старост и 15 години работен стаж, маж 64 години старост и минимум 15 години работен стаж.
Оде мислев да разговараме за големите системи за осигурување пензиско, меѓутоа тоа ќе почекаме некој од министрите или би ве прашал само лично вас. Овој системот што досега во кој што живеа наши родители, се надевам дека и ние ќе го доживеме, тоа е солидарниот систем на доаѓање до пензија. И оној познатиот или многу малку познатиот во Европа, а тоа е егалитарниот систем кој сега е во Австралија, во Холандија, еве сега прва од овие поразвиените земји, велам дека Австралија не е развиена, туку во Канада. Што е вашето мислење како човек кој струката ја помине таму? Значи, нашиот пензиски систем се заснова на 3 столба. И за да може да премине на друг систем, треба да се направи нова стратегија, значи нова стратегија и нов пензиски систем, што е, ќе признаете, една голема работа, која што во ово време мислам дека не е применлива и не е можно да се направи. Затоа, законодавецот 15 година наназад ги анализира работите во пензискиот систем и прави реформи, се со цел да дојде до издржлив пензиски систем. Знаете дека беше само едностолбен, беше само државниот пензиски столб, кој се базира на солидарна основа, односно денешните вработени плака за денешните пензионери и така натаму. Се дојде до една ситуација, едно мислење, нормално со консултации со искусни и поголеми држави, што е тоа што треба да се направи за да на подлог рок пензискиот систем биде одржлив. Се направи вториот столб, кој што вика капитално финансиран пензиски столб, и сега почна да функционира и третиот столб, кој е доброволниот пензиски столб, кој е развиен во големите и европски држави и во Австралија и во Канада, секаде оно што значи доброволен, оно што значи вложување во својата иднина во записни за стари денови, за пензионерски денови. Вториот пензиски столб значи дека 1/3 на лицата кои што се вработени прв пат после 1.1.2003 година и лицата кои имале мал стаж во тој момент, се членови на вториот пензиски столб. 1/3 од приданен сод, значи не се зголема приданен сод, него само 1/3 оди на лична сметка кај операторот на вториот пензиски столб. Тие се стојат таму, тие се оплодуваат со работата на операторот на тој пензиски столб и во еден момент кога ќе дојде до исполнување условите за пензија, од државниот столб ќе земе еден ануитет, вториот ануитет ќе го земе од... Сето лего во неговата пензија. Да, ќе се направи. И ќе биде на пензија. 2 ануитета ќе земе. Што е доброто овде во овие 2 столба? Доброто е што државниот столб се само валоризира. На пазарот се потврди. Се валоризира додека во вториот пензиски столб тие средства се оплодуваат. Значи се работат од страна на операторот и нормално добиваат одреден принос на себе. И тие ќе бидат номинално поголеми. Почна ли да се исплатува дел од тој или уште не е стигнат? Значи, веќе ако зборуваме дека тоа се однесува најпрво за лицата кои што се вработени прв пат после 1.1.2003 година, веќе е тоа се уште рано. Рано. Бидејќи средствата треба многу повеќе време да помине за да добијат величина, да има принос добри. Не се исплати, затоа велиме нека не се исплатува на лицата кои што имаат поголем стаж и ќе треба да одат за некоја година во пензија да членуваат. Таму, бидејќи ќе биде мал период, мал принос, а начинот на приспадување на пензија е различен за членовите кои се во двата пензиски столба, него ли само што е во државен пензиски столб. И третиот пензиски столб кој почна да функционира, тоа е доброволниот пензиски столб, кај што секој може на своја лична сметка да уплаќа дополнителни средства, кои што истите ќе ги користи во моментот кога ќе оствари право на пензија според условите кои што се присутни во законот. Уште едно прашање имам од оваа тема. Ќе ве замолам да ја објасните на моите сограѓани, гледачите од овој регион, бидејќи до пред еден месец, нешто повеќе од месец, имаше еден заблуда околу тоа што е покачување на пензија, а што е ускладување. Можем, и овде ќе зборувам стручно, не зборувам дека има одредени манипулации или погрешни сваќања за покачувањето, односно за усогласувањето. Во Законот за пензијско осигурување постои еден член кој што вели дека пензиите задолжително се усогласуваат во една календарска година 2 пати, во почетокот на годината и во средината на годината. Усогласувањето
се врши по формула индекс 50% од покачувањето на индексот на трошоците на живот и 50% од покачувањето на индексот од развојот на платите во Република Македонија. И тука се дојде до 1%, разбирен, и со тој процент се ускладуваат пензиите, се усогласуваат и истите влегуваат во основица на пензијата. Во одреден период државата, законодавецот, во овие неколку години, некојаш имаше и усогласување покачување, некојаш имаше само покачување. Предпоставувам дека според показателите кои покажуваат како формулата би била во тој момент дали исплатива, не исплатива 1%, 2%. И во договор со социјалните партнери, значи со здруженијата на пензионери, донесува времена суспендирање на усогласувањето до таа година и зголемување со акт, зголемување на пензиите во 1% од 5% или повеќе, значи кирам со бројката. Или номинално со износ на средства. Номинално зголемување на сите пензии за одредена сума. На овој начин, помалите пензии, бидејќи е апсолутна вредност, помалите пензии добиваат поголем процент на покачување на пензијата, поголемите пензии добиваат помал, бидејќи апсолутниот износ е ист. Тие влегуваат во основицата. Сега, во една календарска година, усогласувањето може да го има и може да го нема. Може да биде мало, може да биде поголемо. Сепак, нели, зависи од оние два параметра кои што исполнувам како се пресметнува усогласувањето. Или одлуката на владата со покачувањето само не зависи од таа формула, не зависи од зголемувањето на индексот на трошоците за живот и за развојот на платите, туку едноставно со можноста на буџетот да помогне во стандардот на пензионерите. Така. И тоа е таа разлика. Сега, што е поголемо? Јас секогаш велам, апсолутната вредност се види. Така е, поголема е пензијата. Апсолутната вредност, но оно што го добивате, тоа е поголемо. 80 денари се помали од 600 денари, 200 денари се помали од 600 денари. Така. Сега на крајот. Од режијата ми јавуваат дека сме дошле при крајот на емисијава, но јас морам да го прашам Љубе Здравков. Велат дека еден град е успешен само доколку има приказна, или доколку има душа, доколку има она што секој од нас го доживува на личен начин. Како Љубе Здравков, како представник на најмалку 1300 граѓани, смета дека е душа на неговиот град во кој што помине 58 години? За да ја задржи или и за да ја поддржи вредносниот систем што бара доверие од граѓаните? Во минатите години имаше постојано прашање кој што го одреден медиум го поставуваше на одредени граѓани во Штип. Значи, зошто го сакате овој град? Нешто слично и тоа. Значи, Штип е мој град во кој живеам 59 години. Штип е место каде што завршив образование. Штип е место каде што се афирмирав, каде што створи фамилија, каде што имам место за живење, каде што моите родители живеја и не постои друго место кој ми било подобро место за живење. Јас правам и ќе направам се да тие услови бидат подобрени за сите граѓани и за мене лично, нормално, бидејќи тука живеам. Друго место не можам да го осетам како лично моје место и со сентимент да припаѓам на друго место. Јас припаѓам овде, припаѓам на овој град и на овие граѓани. На крајот од емисијата мисля да ве прашувам за културата и за останато, ама да оставиме нешто бидејќи сте високо на листата, па ќе бидете прашуван од медиумите по она што е опис на нашето работно место, како што двајцата се согласивме дека нашата работа е да пренесеме оно што вие го правите, а одлуката е на граѓаните. Благодарам што бевте дел од моја емисија. Или доколку имате една минута порака до граѓаните, пред избори сме, зошто да не? Значи, оваа прилика би сакал да ги повикам сите граѓани општина Штип масовно да излезат на 15 октомври, да го дадат својот глас за она опција за која мислат дека ќе донесе подобро утро, дека ќе го направи градот подобро место за живење. Јас мислам лично дека тоа е ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија и кандидатот за градоначелник господинот Илчо Захариев. Поддржете и советничката листа на ВМРО-ДПМН, чиј носител е господинот Иван Јорданов. Уште еднаш ве поздравувам и ви пожелувам се најдобро во животот. Од мене благодарам што бевте дел во моја емисија. Благодарам на вас.
Поштови гледачи, ова беше мојот разговор со Љубе Здравко. Се обидував да ја искомбинирам сликата, да ви ја представам сликата за него. Неговата стручност, она што вие мора да го слушнете, бидејќи тој е одговорен магистрат толку години. Вашата представа за него, се разбира, е лична и неговите сваќања за тоа како треба да функционира Советот. Бидејќи следниот пат кога ќе се слушне нашиот глас како граѓани за тоа кој ќе не представува е за цели 4 години. Тоа е 2021-та, така ли? Ако е според законот, треба да биде во првата половина на мај, бидејќи сега имаме воредни околности. До следниот мој соговорник во Отворена тема, довидување.